Здраво, и аз се викам Евица Янковска, имам 45 години, самохрана майка на 2 деца, Клаудио и Патриция. Била съм в брак в 13 години, а више 6 години 7 са разведена. Живееме сами с децата, къде моите родители останал. Работам у конфекция, починала съм како пеглачка, па после ми ставия да бидам паковачка и сега работам на това работно место паковачка. Дойдем си от работа, ако трябва нещо да спремам, ако майка ми правила нещо, ако не, я па продължам нещо друго по дома да работам, да перам, да пеглам. Деца се спрема, одат на тренинг, па се върна, па соди обед, додека да се избайнат, да се средат. Тук живееме моментално една соба, сите троица. Стварили се све в една соба, ние в една соба, заедно спиеме. Най-тежко за децата. Пошто сега вижда се големи, докато бяха мали, сега са големи, а в една соба. Дори да сакат да дойдат, те не можеме, кога правиме проекти од школата, треба одаме кај други, кај мене не доваѓат. Покрај тоа што сум одличен ученик и ја правам мајка ми года. Па ако прво да имаме сите посебни соби, да не биеме сите во една соба и да имаме сите кревет за спање. Пошто јас спијам со нив. Да. Од скоро почнав да не спиеме. Да, простор сите посебно, да не биеме сите на куп. Дури се дешава, сега они тренират и двајцата. И кошарка и карате. Јас сум по цел ден на работа. Патриция, јас и дом од работа, јас сум колку пати се жалам, нози ме болат, грб ме боле, раци ме болат, Патриция ме масира. И сега јас гледам да не спием со неја, пошто она е прва смена, па идам кај Клаудио. Па они ме сложалат, па легнат заедно, па јас вземам да спием сама. А па ја ги не жалам, они ме жалат. Но беше се научиш, навика ти стане и се задужуваш. Да вземеш плата, раздужиш се, па се задужиш. И мора, одила съм да чистам, после работно време, вај ме викне, нај ме викне, слушат, они ме викнат за нещо и аз средам много повече, ништо колкото, пошто съм така како за мене работам исто и ходам. Патриция се работи, дори пегла, цели перални изпегла, која е слободна. Проект Куќа денес е во градот Подисавец, градот на Макфест и на музика, градот Штип. А ако сме тука, тоа значи дека некому му е потребна помош. Некој заслужува помош. Денес сме овде да ја најдеме и да ја кажеме добрите вести на една прекрасна мајка, самохрана мајка Евица и незините 2 исклучително добри и талентирани деца Клаудио и Патриция. Со неверојатна радост денес го правам, бидејќи за неја, како жена и за незините деца, имам слушнато само пофални зборови. Значи денес сме дојдени овде да носиме среќа, затоа што проект Куќа е создадено да го прави тоа. Ајде да ја најдеме Евица. Едва ја најдов зградата на Евица и на Клаудио и Патриция и искрено се надевам дека не е грешна зграда, бидејќи ни кажа дека живее на 5 спрат без лифт. Значи, моментот е тој. Доаѓаме да им кажеме дека ќе добијат нов дом. Го обожавам овој момент. Тоа што треба пешки да одам до 5 не го обожавам. Ама за среќата што ќе ја направиме, ќе направам све ако треба да се качам. И 2 спрата пешки. Значи ова е втор спрат. Добро. Ја како мала живеев на 5 без лифт. Ова ми беше така едно 20 пати дневно го правев. Чека да видиме дали сум уште во форма. Трети спрат уште не сум задишана. Четврти спрат, помалку се задишувам. Тука ли сме? Пети спрат. Окей сум, знаеш? Да не биде. Лака да не имаш. Ним дојам на врата.
Викој дека е во средина, значи веројатно е таа. Чекај. Да се пусто. Добар ден! Здраво! Како сте? Супер, треба работа. Од работа? Да. Кажи ми, ти си Евица? Да. Јас сум Кристина и драго ми. Евица. Малку сум уморна, пошто до пети Пети брат. Да, ама морам да признам дека не сум во лоша кондиција. Кажете ми, примаш гости денес? Да. Може да влезам брж. Ајде. Со кои си ти дома? Со мајка ми и со двете деца. Значи, ако не се лажам, тоа се Клаудио и Патриција. Добро, кај да влезам? Па треба да се тука. Ајде се тука. Патриција! Здраво! Јас сум Кристина, како сте? Да. Ја дознав дека денес си била на надпревар и сте победиле. Честитки. Браво, ти си кошаркарка? Да. И Браво. И карате тренираш. Аха. Ти кажи ми како слушнав дека сите можни награди, а? Па да. Браво! Чекай сега и брати да го познам. Здраво. Здраво. Јас сум Кристина. Со Клаудио. Многу убави имиња имате. Мајка ги има дадена. Ти Клаудио што тренираш? Исто карате и кошарка. Карате и кошарка, тоа е традиционален спорт у Штип или? Не, по-они с 20-та така се одлучија. Од маленки. Чекајте, кој е ова? Јас сум на Патриција на Клаудио, бабата, Бабата. на Евица мајка. Драго ми е, јас сум Кристина. Јас сум пензионерка. А како се викате? Рада. Рада. Драго ми е многу. А што на мене? И јас денес дојдов да ви донесам убави вести. Баш не ме, дури ми се нажи кожата. Може ли да влеземе негде? Може? Може Каде се Нашата соба. Унијата соба. Ајде. Опа. Красен текст кој го ракувала. Знаеме да беше широко и луксузно, ние немаше уопште тука да видиме Евица. Седите. Седнете, дечки. Да ви кажам нешто. За вас слушнав многу убави муабети. Многу убави муабети. Прво слушнав за тебе како мајка, прекрасни муабети. Значи дека си една храбра жена, вредна жена која што никогаш не се предава и нешто што многу ми импресионираше дека имаш две неверојатно воспитани деца кои што ги земале и ги земаат сите можни награди по се. Дали е тоа вистина? Да. Многу сакам кога влегувам у куќа кај такви луѓе и многу сакам кога можам да направам нешто добро за баш за такви луѓе. Така да денес оставени. Може пока да ги видите. тие сакам едно по едно да ми ги раскажете. Ете ги, неле колку медали има. Вау. Значи, одма да преминеме на убавата. Убавите вести се дека ќе добиете скроз реновиран нов дом, дека проект куќа ќе даде све од себе да ги исполни сите ваши потреби и желби и да едноставно секој си има некако свој дел во ова куќа. Да не бидеме сите на едно. Дали се тоа доволно добри вести за вас? Да. Да? Тоа ви беше желбата? Да. Сега ќе сакате да ме прошетате за да ми кажете каде, што стои. Значи ова е собата кај што сте вие тројца, така? Да. Има ли некое место кај што може да се направи соба само за нив двајца? Може да ги ослободиме. Требаше да бидат тие двете соби таму, ние няма. Там излезе многу влага у таа крајната соба. И дојдеме тука и тука има бяш просто тама се појавуваше на тие страни. Имате проблем со влага. Од тие соби се таа, другата соба нам секој што излезе, таа е целиот зид и викам нема шанси децата да би спијат таму. Так, тоа ќе Тоа биде другата соба нон-стоп има пролаз да улезе у кујната, требаше да отворам од ходникот врата, ама не успеа и дојдеме тука да бидеме одделени и да не се влага децата. Значи, ова тука? Бони е шпајз ова, Океј. пошто има избини влага, па да ми изведиме вратата. Чекај. И тука ни стоат стварите, ама не ставам врата, пошто се мислам дека пак ќе ми се појави Влага? влага, повеќето ми беше Знаете што, ја имам едни многу прекрасни соработници, тие се викат Хромак и работат И затоа не ја ставаше со врата. Максима и има нови изуми против влага, кои што ако ги ставиш на зид више никогаш не ти се појавува влага. Така да за овој простор ви гарантирам дека нема веќе да ви се И појави затоа влага тука која ќе пак го направиме ние. нашите ствари се вие ходникот, собата, Така? и дел. Значи вие имате ствари проблем со ормари. Има место за ормари, така? Па тоа О, да, ова е совршено место за ормари.
Значи, ова е всушност собата кај што се вашите родители. Ова е си комшо кој дојдат гости. И јадеме тука се. А иначе да рачунаше или да бидете едната на еден и едната на другиот, или па ја да си користам, па да биде една, но овој пошто си големи може да ја рачунаше ба да биде женска, ба машка, па јас ски се уклопувам дека сакам. Значи, од кога ти се променети прозорците, тогаш почна. Да, тогаш почна, иначе пред тоа никош. Дефинитивно проблем е со прозорците, имам слушнато за таков проблем. И тука нема шанс да знаеш ли што всушност јас мислам, иако не сум мајстор, е проблемот лошо наместени прозорци. Значи, тие кога се местат има специјална изолација која што става околу, и поверојатно оние кои што ги местеле не го направиле тоа и затоа имате влага. А тоа се има кој живот. Мислам дека овој проблем ќе биде многу едноставен за решавање. И како викаш ова тука која што би сакала да биде? Па или да бидеш ваа женска таа машка, па јас уклопам студи 20 или ваа за 20 па. Значи таа би била за родителите. Да, епа тука се две соби. Да. А оваа би била всушност ваша. Едната би била детска, едната твоја. Може така? Може и така, да. Супер. Одлично. Значи тука има потенцијал за супер кујна. Јас сум за тоа мислел да сега не знам колку ќе кажеш да супер друга која вратата, оти мајка ми татко нон-стоп ќе минат ми собата. Па тога знаеш како? Ако ја ставиме таа врата таму, тогаш таму да имаме може да направиме ормар. Знам дека. Ама затоа па во другите соби ќе ставиме ормарчиња, секој ќе си има своја ормарче и нема да има таа нешта веќе на закачал. На штендер. На штендер. Може да ми го покажеш сега тоалетот да видиме што работа ќе има натре. Тоа е. Има многу влага нагоре, декалата ни нема декала. Машала влага, многу влага. Мора да го најдеме некако изворот на оваа влага. Нема ништо полошо од влага. Тоа е толку упорно нешто. И ностоп го бришиш и да го обелиш па поцрне. Нарочно зипно време. А вие сте на последен спрат, така? Да. А може ли да има проблем на кровот? Нема да пошто татко ми се качува ностоп горе, ностоп го чиста, нашиот дел горе ностоп сметен и изчистен. Знаеш што ќе направиме? Мислам дека се консултираме и со мајсторите за тоа, и сега и Лидија ќе ми каже, а мислам дека мора горе се стави на изолација. За изолација, Изолација ќе ставиме горе, значи пошто иначе не знам како ќе се реши ова. Значи тука ова ви е као туш кабина. Да, имаше по-рано кабина, не извадиме кадата и... А зашто не сакате када? Не. Не? Значи вие би сакале туш кабина, Никој не така? иска, да. Така, туш кабина. Да. Значи тоа планираме ова дека е туш кабина, тука би било нешто, канта за балкани, али што такво нешто? Да. Кажи ми слободно како си го замислуваш вецето, сакам да го слушнам, затоа што ова не го правиме за мене и за нас, туку го правиме за луѓето што тука жираат. Како ти изгледа твојот тоалетот со ништото? Секој сум сакал да имам големо огледало, ако е големо вече да имам две лавабо, пошто 10 куби се 10 од заедно на школа и ја на работа да може да имаме простор, а пошто тука ги нема простор. Две, а? Мислам дека тука нема да се. Нема да има две, дали да, ама така сум сигнала. Раста многу голема, само... колка! Раста уба. Само и за неја сам имала филмови да е затворен, пошто згоре паѓат кугешки, но типа е растрешница, паѓат кукурешки, а ништо... Кукурешки? Да има горе линија. Што кукурешки? Многу сакам кога одам во градови да ги слушам зборовите за некои работи. И Целиот град. Знаеш што сакам да ми покажете сега? Сакам медалите на деца, да ги видам и да ми ги раскажеш сите нивни успеси, оти многу слушав за нив. Ова се сите медали што вие ги Карате Федерација државно првенство. Ти беше државен првак. Браво, дечки. Значи, државно првенство за деца, Карате Федерација на Македонија. Ова чиво е? Мој. Ова е? Да. Ова е за прво место, да. Ова е златен. Знаете што сакам да ви кажам, дека ви се го ушеваме покрај тоа што многу деца ги имаат сите апсолутни услови во животот. Го немаат ни приближно, ги немаат успесите кои што вие сте ги направиле. И покрај тоа, што можеби ги немате условите кои што тие деца ги имаат. Они не испуштат тренинг, врнало. Пешки одат. Некој себе пари за такси или собирали ги па да идат оти не време. Да. Но они не испуштат тренинг. Тоа многу ретко да се деси. Ова сакам да го слушнат сите деца многу добро, особено сите деца кои што ги имаат апсолутно сите услови во животот. Дека овие две деца, Клаудија и Патриција, дури и кога морале да испуштат тренинг, имале причина за тоа, дури и кога немале средства за превоз, оделе пешки на тренинг и да врне, и да вее, и бура да коси.
овие деца треба се пример за сите деца. Јас малку како да ти кажам, ме најажи ова, што ми го каже, ја би сакала ова и моите деца да го гледат и да се инспирираат. Секој дете треба да се инспирира од нивната приказна. Особено заради тоа што и самата знам, сум растала сама со мајка, знам колку е тежок патот да бидеш со еден родител, јасно ми е се. И затоа уште повеќе ви се воодушевувам и никогаш немојте да се предавате, затоа што успехот и животот е пред вас. А животот е само за оние кои што никогаш не се предаваат. Тоа јас го имам научено и сакам сега вас да ви го кажам. Веќе е познато која е архитект во проект Куќа, а тоа е Лидија Маленкова, која што е нашата пријателка со големо срце и ни помага да ги средиме и да ги уредиме максимално становите и куќите на кои што работиме. Ти благодарам и Дина што си тука. Тука имаме еден стан со голем потенцијал. Тука имаме доста голем стан, и јас сама што далеко го видов, е доста голем, изненадуваат собите што се појавуваат на секое местенце. Ме радува тоа што се сменети прозорците, веќе се нови, меѓутоа приметив дека има влага на повеќе места. Тоа е најверојатно од кога ги имат сменето прозорците. Јас сум во тек на земање мерки, таа е спална соба, дали останува таа спална соба, не знам како кои се желбите на Желбите се таа да биде детска соба, ова да биде соба за неа, за Евица, таа да биде соба за родителите. Како и да е, ќе ја прашаме сега уште еднаш. Има многу голема тераса и таа ќе ја видиш. Да, таму јас те фатив во сред земање мерки. Преди да ти ја покажам вецето. Дој. Бидејќи вецето ведеше само. Вецето е цела влага. И жената, значи Евица вика, ти го бришиш, тоа пак поцрнува. И знаеш што сакам да ти кажа? Би сакале луѓето од тука да биде влезот за кујната. Јас мислев ова целото ќе го правиме плакат, ама бидејќи тоа ќе биде заседна соба и од таа соба да не се влегува директно во кујната, сакаат еве тука да им биде влезот во кујната, а ова тука ќе го направиме нели како предсобијанце. Да, мислам дека може, пошто точно се гледа носачот, гредата бетонска кај проаѓа на средина било каде во тој дел може да отвориме влез во кујна. И јас сега значи ќе те оставам да си земеш мерки и да си се консултираш со Евица точно која соба каква и после тоа очекувам од тебе прекрасни решенија. Обавезно. Ајде, работи си, чао! Чао! Значи ние сега вас да оставаме, вие да се пакувате на работа. Не ви викам одма, ајде, одма излегувате, ајде, одма почуваме, значи ви оставам една недела да се спакувате. Договорено ли? Да. Океј, дечки, чао, се гледаме наскоро и се надевам дека следен пат кога ќе се видиме дека ќе имаме скроз нов стан тука. Може? Да. Ајде. Чао од мене, чао од нас. Со оглед на тоа дека овој стан се наоѓа на 5-ти кат без лифт, една од потешките работи беше да се испразни станот и да се спреми за работа. Тоа овој пат го направија самите сопственици и сега домот е спремен конечно да почнеме да работиме. Добро. Се наоѓаме пред Аџико Хом центарот во Штип. Тие се наши верни пријатели уште пред да постои проект Куќа.
Кога на собственикот Мики му кажав дека работиме во Штип, ми рече: "Немојте да сте земале нешто од друго место. За станот во Штип сакам се јас да дадам." Затоа во Аџико има од игла до локомотива, а јас не се сомневам дека навистина ќе даде се, бидејќи Аџико Home Center е компанија со големо срце. Со оглед на тоа колку пазаруваме во Аџико, мислам дека ова количка ќе ни биде мала, но веројатно ќе наполниме 3-4. Ова ќе биде одлично за во нивниот дом. Тука има многу кутии, ќе им завршат работа. Расветава има закон. Одлично. Се ми се свига. Одиме со нова количка, по нови набавки во Аџико. Бојава ми се свига многу, ова е мојата омилена боја, не знам дали е нивната, ама се надевам дека и не, затоа што ќе ги земе овие пешкири. Значи секогаш е вака во Аџико. Никогаш не може да се доносиме и секогаш се враќам по колички. Само се шират, немаш човек крајот да го најде. Секој нов пат се поголеми и поголеми. Дојдовме право кај теписите, треба да одбереме теписи. Теписи ни требаат за 3 соби. Имаат неверојатни теписи по неверојатни цени. Одлични им се цените во Аџико. Не знам што да одберам. Ова е тоа што го барав. Го сликам за да не го заборавам кој модел е, бидејќи имаат неверојатно голем избор на теписи. Ова е тоа што го барав во детската соба на децата. Мислам дека ги обравме теписите и сега можеме да продолжиме понатаму, бидејќи имаме многу работа, а треба да завршиме многу брзо. А тоа значи дека не смееме веќе да се задржуваме тука, иако ја тука би се задржала уште 3 дена, толку многу сакам да пазарувам во Аџико. Чао! Една од најголемите желби на Евица во врска со уредувањето на домот беше да се затворат 2 врати и да се отворат 2 нови. И токму тоа во овој момент и го правиме. Нов распоред на целиот стан. Ова е изчистено. Нема да се јаве ако се затвори. А се јаве, да се отвори точно. И ти предлагаш тоа сега да направиме да почне пак? Додека надвор се пеколни температури, ние во домот на Евица, Клаудио и Патриција работиме турбо. За прв пат во мојата скромна кариера на реновирање на домови, се случува да собствениците на станот активно се вклучат во реновирањето, односно Евица
во момент кога видовме дека ни недостасуваат мајстори, почнаа барај самата мајстори. И затоа сега овој ден веќе сме во моментот кога имаме доволно мајстори да почнеме турбо да работиме. Како што гледате, од една реконструкција која што беше планирана да биде мала, сега веќе тргна на голема. Затвораме 2 врати, отвараме 2 нови. Се со цел да се направи најфункционален дом за живот и да имаат сите свое место во домот. Што значи дека Евица ќе има своја соба, децата ќе имаат своја соба, тоа ќе биде како еден мал апартман кој што ќе биде споен со една врата, а родителите на Евица ќе имаат свој дел од домот. Кујната ќе има посебна врата која што ќе може да ја користат, но нема да влегува во ниедна соба, односно излегува во претсобието. Денес овде се има историите за плочки, водоводжија, електричар, паркетар, мајсторот за молерај, значи сите сме тука и правиме план како најдобро да изгледа домот. Значи денес е денот кога почнуваме турбо и кога јас на Евица и незините деца им го земам клучот, бидејќи нели мора да биде изненадување сепак, и им кажувам дека се гледаме за скоро време со дом во Ново РУ. Еден од проблемите кој што најмногу не мачеше во овој стан е проблемот со влагата, кој што можете да го видите. И денес дојде мајсторот, молерот кој што е експерт за тоа, буквално експерт, и мислам дека најдовме решение. Со боите на Максима, кои што се специјални за тоа, ќе го решиме проблемот. Хромакс е тука секогаш да ни помогнат. Значи, ова веќе ќе го нема. Кога се работи за бела техника, веќе самите знаете дека се наоѓаме во Риверсофт, дека од тука секогаш пазаруваме, затоа што не само што имаат најголеми срца, туку го имаат и брендот Vogue, за кој што се ексклузивни увозници за Македонија, кој што има 5 години гаранција и кој што има најдобра цена на пазарот. Затоа и денес сме овде во Штип, но тие немаат салон само во Штип. Имаат салон во Куманово, во Кавадарци, Струмица, Кочани и Штип. За домот на Евица и незиното прекрасно, многу шармантно семејство денеска бираме бела техника, а за нив само најдоброто од Риверсофт. Почнеме од телевизор денес. Одлична цена. За домот на Евица сакам да одбереме и машина за миење садови, бидејќи таа е една неверојатна жена која што многу работи и навистина и треба малку повеќе време за себе. Затоа сакам да изненадиме и тоа ќе биде, знам дека ќе биде шок бидејќи не го очекувам, ќе однесем и машина за миење садови и ќе пробаме да ја сместиме во кујната. Само што да видам каде се вокс машините за миење садови. Мислам дека одбрав машина за перење садови. Сега ми остануваат фрижидер и шпорет. Ето го! Полоше, ова е користен стан, тој беше скоро во... Кој ќе изводиш касата проблем, ова е телефон тук проблем. И што да правим? Како ја затворим каса, шо? Има ти кажам. Со паркета, ма треба да најди иста димензија. А тоа кога стави горе врата нема се гледа дека има дупка? А како ќе се зема? Ќе се става па. Не можеш да ставиш. Добро? И ова сега ќе гледаш? Ова. Окей? Ево, сега ќе поново на вака позиција станото. Ти каква сакаш врата више меѓу ушо. Значи колку пат сакаш меѓу, немаш проблем. А ова е оградба, прво врата стајна, после паркет, по старата ја направи. И затоа ова е проблем. Добро, сега вака ја затвори. Добро, вака ја затвори, не нешто треба вака да ги извадите касите, да го следиме паркетот, под услов да најдеме ваков. Добро. Да го дотераме, кога да се извади, да се нада да се следи. А после се става врата? После врата да се става.
Па да најдеме баш паркет, што така? Значи димензија, ширина и должина се мери. И сега, ако ова е затворена, тука е едниот кревет. Немаш да прозор да стане кревет, затоа што не се спие. Тука е другиот кревет, тоа значи дека тука негде ќе би било работно биро, кај прозорецот би направиле работно биро и телевизор. Телевизорот чак што више. Тука е, може и таму. Ама на цифта го закачи. Да. Метри 20 метри слободно. Додека се договараме со мајсторите кој што ќе работи, сватив дека овде ќе имаме многу повеќе работа отколку што првично беше планирано. А јас, како почетник во ова, не знам од каде да почнеме. Добро, 3 метра е, тука може и повеќе. Може и шпорец, и работна маса и фризер. 75 да кажеме дека. Еве го 75. Тука е фризер. Добро. После тоа помошна маса. Помошна маса. 80 каква ќе имаш? Ајде 80. Те 80 тука помошна маса. Добро. 60 е машината за мијање садови. Така. Не, овде сега помошна. А помошна маса што е? Шпорец. А шпорета, точно. Шпорета се остави. 6. Тука. Сега не кажа што е. Сега тука немаме други. Мала. Мала не е супер. Треба да намалиме од работната маса. Мала по работна маса. Тука има да, туш кабина. Туш кабина. Веќе бојло да оставим тука позади. Да, ама тука рачунај дека машината за перење стои. Така? Може да видите раста. А, добро, да, петиво, браво. Да. Да. Значи почина. Знам, да, ми кажа. Добро. Добре, доста поминавме денес. Почина ги водиш. Да. Сега имаш само тука. Ги оставаме на рад да си работат мајсторите во Штипка и Ивица и искрено кажано од она што денеска го видовме горе и за кое што се договоривме дека ќе го работиме, малку ме фати страв, бидејќи не очекував таква количина на работа, дека ќе има толку многу и дека толку многу ќе работиме и дека толку многу нови нешта ќе се прават. Значи водовод има многу работа, електричарите имаат многу работа, паркетарот има многу работа бидејќи се работи за стар паркет. Молерот има многу работа бидејќи се работи со проблематични зидови со мувла. Се затвараат врати, се отвараат нови врати, бараме нови врати да ставиме. Ни фалат димензии, значи буквално нема место каде што немаме проблем во станот. Не знам каков ќе биде исходот и за колку време ќе завршиме. Јас сум секогаш оптимист, иако во овој момент морам да признам дека малку ме фаќа страв за крајниот исход и за тоа за колку време ќе ја завршиме цела работа. Што ќе правиме со овој стан, знаеш? Ова е хорор филм, бе. А ова иначе, ова не личи на ништо, ова е Не лечи на ништо. Колку сантиметра, дека е тоа? Чекай, тоа ако тоа назад. Чекай, сега ми покажа за потом за цици. Добро. Јас така мисля дека тука е... Колку е тоа? Не. За 5 милиметра. Да.
Вашето изненадување за денес? Водолоджијата си замина и не остави на сред работа. Знаеш што? Чекай се. Пред да се качиме догоре. Повели? Со десна нога да се прекръста во новиот стан. Повелете, дечки! Наришен на ново. Повелете!